Да, репликата е на колешката Рина Айдари. Значи, прво би сакал да кажам дека внимателно ги прочитав амандманите поднесени од пратеникот Сали Мурати и гледам дека се поднесени со добра намера, но во секој случај не соодветствуваат со закони кои што заеднички сме ги изгласале. Тука не зборам за закони кои што сме ги гласале со тесно мнозинство, туку зборам за закони кои што сме ги изгласале со големо мнозинство. Инспекторатите, без разлика дали станува збор за инспекторатот за албански јазик, инспекторатот за македонски јазик, пазарниот инспекторат, просветниот инспекторат и другите инспекторати во државата, ние заедно, како парламентарно мнозинство, но тука исто така и пратениците на ДУИ, сме ги гласале измените на законот за органите на државната управа, каде што е предвидено намалување на правните лица и субјекти, односно припојување на инспекторатите кон матични министерства. Дополнително тоа што сакам да го потенцирам е дека оваа реформа е еден од условите кои што се поставени со реформската агенда која што е усвоена од две влади во континуитет, и од претходната и од сегашната влада, а е усогласена со планот за раст на Европската комисија. И затоа сметам дека ова прашање, иако некој сака да го представи како етнополитичка тема, ова прашање е реформска тема која што е усогласување со актуелното законодавство и со повисокиот надреден закон за органи на државна управа кој што бил изгласан со 88 пратеници од парламентарното мнозинство и пратеничката група од ДУИ, вклучително и пратеникот Сали Мурати. Затоа сметам дека би требало да бидеме доследни, ако сме го гласале законот за реформи на органите на државна управа, тогаш и ова да го сватиме како административна законодавна реформа, која што во меѓувреме ни е побарана не само за овој, туку за сите 20 инспекторати од Европската комисија да ја спроведеме, за да можеме да добиеме дел од средствата кои што се предвидени со планот за раст, а се наменети за Македонија. По однос на оваа тема, за да не бидеме погрешно разбрани и од страна на предлагачот на амандманот и од било кој друг колега пратеник, јас ќе гласам воздржано по предлог амандманите, за да не биде, да не испадне дека некој има против нечив амандман нешто лично, на политички или на било каква друга основа, но уште еднаш ќе потенцирам дека овие амандмани не ви се усогласени со законот за органите на државна управа, кој што и вие сте го гласале, како што сум го гласал и јас. Ирина Айдари го гласала тој закон како што сум гласал и јас. И немало разлика тука помеѓу владеачкото мнозинство и ДУИ. Ова што сега се обидувате да го пресликате како етнополитичка тема, може би ќе ви користи за локалните избори или може би ќе ви користи за обраќање до дел од гласачите, но темата не е таква. Бидејќи ниеден инспекторат не е иземен од реформската агенда која што ни е побарана од Европската комисија. И ако сакаме да бидеме доследни, еве и ова ќе го споделам со вас како информација, вчера поднесене истиот предлог закон со истите норми и се однесува на инспекторатот за македонски јазик. Значи, исто како инспекторатот за албанскиот јазик, така инспекторатот за македонски јазик ќе бидат подложени на оваа реформа, што значи дека инспекторатите, бројот на инспекторати ќе се намалува, ќе се припојуваат кон надлежните министерства, но тоа не значи дека ги губат надлежностите, туку истите ќе ги спроведуваат во рамките на соодветните министерства. И на крајот еден хуман, би рекол, човечки аспект, кој што се однесува на вработените во овие инспекторати, колку подолго ние тука дебатираме за тоа каков треба да биде статусот на еден или друг инспекторат, толку подолго дел од вработените остануваат без месечните приходи затоа што немаат решен правен статус.
И сметам дека и тоа треба да го земеме во предвид и да бидеме попрагматични за да може да функционира и ова институција како и многу други институции кои што ги остваруваат своите надлежности, а не се заглавени во лавиринтот на политичките препукувања и тоа да им се одрази на личните приходи или на нивната функционалност. Затоа уште еднаш апелирам овие предлог закони да се третираат како предлог закони кои што се битни за усогласување со законот за органите на државна управа, каде што и пратениците на ДУИ заедно со владеачкото мнозинство гласале за и сме превзеле обврска тоа да го спроведеме, и второ да се земат како закони кои што се усогласување со реформската агенда и препораките од Европската комисија која што се однесува на сите инспекторати, без било кој да биде изземен. Дали се работи за инспекторат за албански јазик или инспекторат за македонски јазик или пазар инспекторат или просветен инспекторат, сите тие ќе си имаат своји надлежности и ќе функционираат во рамките на новопоставениот систем согласно законот за органите за државна управа. И уште еднаш ќе потенцирам согласањето воздржано, сакам само да укажам дека никој ништо нема против предлагачот на амандманите или позициите на одредена пратеничка група, но сепак како пратеници треба да бидеме доследни на она што сме го изгласале со измените во законот на органите на државна управа, а не тогаш да имаме една позиција на ДУИ која што била според мене аргументирана и на линија на новата поставеност на органите на државна управа, а денес да имаме политизирање и спротивна позиција на тоа што сме го превзеле како обврска со овој закон кој што е двотретински и секако дека има поголема и правна и политичка тежина од другите закони за кои што дискутираме. Благодарам. Благодарам и јас, колега Милошовски. За контрреплика се пријави која